Слушавте во темата на неделата на Слободна Европа. Во следниве минути преку нашиот видеоизбор ви го презентираме и светот на Македонија. Дел од светот се занимава со тоа дали Владимир Путин се покажал како поголем лидер од Барак Обама, дел анализира што натаму ќе се случува на Блискиот Исток и во Европа или пред се во Украина. Двете нешта секако се поврзани и играта на глобален план продолжува. Во Соединетите држави, Европа, Русија се пишува, изјавува, анализира кој се покажал повеќе, кој бил поголем лидер, кој бил поспособен. На социјалните мрежи, а и не само таму, се пишува и околу тоа дали американскиот претседател Барак Обама сакал да го одбегне, па се пишманел и на крај сепак наздравил на ручекот со неговиот руски колега Владимир Путин. Еден поглед на двајцата многу зборува, заклучува и Стив Гутерман од Радио Слободна Европа. Путин можеби не успеа во се, но многу направи од својата листа на приоритети за време на престојот во Њујорк. Обама изгледаше загрижен, додека Путин се смешкаше. Пропагандната кампања имено уште пред говорот на Путин го стави рускиот претседател во центарот на интервјуто за CBS и објавата дека руски воени представници веќе работат со колегите од Иран, Сирија и Ирак против милитантните на Исламската држава. Ова руско воено билдање во Сирија беше поздравено од многумина, како на пример и од критичарите на Барак Обама во Соединетите држави, посебно од републиканецот Доналд Трамп, кој во интервју за Fox TV рече дека Путин излегол подобар лидер. Многумина од друга страна се сомневаа дека вистинската цел на Путин во Сирија не е да се бори против милитантната исламска држава, туку да ја подржи владата на Башар ал-Асад, но и да обезбеди на тамошно руско влијание доколку власта на Асад падне. Сепак, како што заклучува меѓународната кризна група, сирискиот гамбит нема да ги избрише проблемите на Путин во Украина. По една година импровизација во Донецк и Луганск изгледа дека Путин бара излез од украинската криза. Сирија во тоа му помага засега со одвлекување на вниманието на домашната и меѓународната јавност, но тоа нема да го избрише проблемот. И за крај, факт е дека претседателите на Соединетите држави и на Русија, Барак Обама и Владимир Путин се судрија околу Сирија и Украина. Односите, како што рече Путин, се на ниско ниво, но двете земји ќе барат политичко решение за Сирија и ќе организираат средби на воени представници за избегнување несакани судири. Тоа беше прилогот од студиото во Прага. Нашиот неделен видеоизбор го продолжуваме со информација и реакција на истата тема од Скопје. А кога големите креваат врева, малите следат што се случува и фаќаат своји позиции, зависно од сопствениот интерес, но и од влијанието на големите. Каде е тука Македонија? Води ли константна надворешна политика или лута меѓу исток и запад? Марија Митевска. Кон исток или кон запад, стратешките определби на Македонија понекогаш не се кристално јасни, иако уште од воспоставувањето на независноста на земјава, целта е членство во Европската унија и НАТО. На хартија Македонија и натаму тежна е да оствари желбата на сојузниците пред се на Соединетите Американски држави да стане дел од евроатланското семејство, но од друга страна, со некои постапки властите покажуваат отисе наклонети кон Русија. Првиот претседател на независна Македонија Киро Глигоров ја практикуваше политиката на еквидистанца, односно еднакво оддалеченост со сите соседи. Сегашните власти се чини дека ја продолжуваат праксата, но за разлика од минатото, Македонија како никогаш досега се наоѓа во средина на пресметката на Соединетите држави со Русија. Се погласни беа сомнежите дали Македонија се врти кон Русија со учеството во турскиот тек, непреземањето санкции и инвестициите кои се поприсутни во земјата и сличностите во начинот на владење. Мислам дека ова доцнење наше, многу сериозно доцнење во евроатлантските интеграции е причина и за калкулации кај политичарите пред се околу собствената политичка иднина, а не иднината на државата. Втора работа е некое традиционално пансловенство кое нема некоја основа во реалноста, некои митови од минатото дека ете големите западни сили нас не делеле, не понижувале, а дека ете Русија била таја која секогаш се обидувала да ни помогне. Повторно тука има што ако се земе објективно и се направи една анализа, ќе види дека никогаш тоа не било така, дека тоа навистина бил ривалитет меѓу големите сили.
Политичките елити според него сваќаат дека мора да избегаат од тешкото прашање за решавање на спорот со Грција заради тоа што ќе загубат од поддржувачите. И тоа дава простор за разноразни интерпретации на намерите на Запад. Ние сме буквално под еден жесток притисок на една многу активна група, за која како либерален човек не можам да оспорам дека имаат право да зборуваат, дека всушност главен виновник за сите наши проблеми околу доцнењето со евроинтеграциите е се Соединетите Американски држави. Малески додава дека нашите политичари ја сваќаат демократијата како непријатност која пречи во неефикасноста на системот и си земаат за право да му кажат на целото општество што треба да прави, наместо да ги бранат слободите на граѓаните и од тука произлегуваат симпатиите кон Русија. Авторитарниот ум на владетелите со авторитарното искуство и незнаење на масите го произведува ова постојано опонирање кон Запад, западните вредности и ја води земјата во стагнација. Статус кво всушност значи оддалечување од Европската унија и НАТО, и Македонија е во неволја, а се е последица, како што вели Малески, на една неконтролирана власт. И тоа беше се во овој видеоизбор, во кој ви го презентиравме светот на Македонија. Следете не повторно на slobodnaevropa.mk и наредната недела.